Руралната жена, таа е силна, таа е моќна и таа работи со многу труд и креативност. И таа има предприемачки дух. Една таква животна приказна ви раскажуваме во продолжение. Особено ми е драго затоа што прифати и е заедно со нас, утринава, ни допатува од Кумановското четирце. Со мене е Сања Димковска, таа е собственичка на живинарска фарма. Добро утро. Добро утро, добро ве најдов и поздрав до вашите гледачи на утринската програма. Сања, вие имате 31 година. Да, сега за една недела полнам 37. И навистина сте млада, особено во моментот во кој што јас така ја дадов најавата, модерна рурална жена. Сакаме денеска и ќе се обидеме малку да ги срушиме предрасудите кога е во прашање и кога е оваа тема. Вие сте дипломиран дигитален маркетер. Живеевте во Скопје, одлучувате се да оставите и да се вратите во родното Четирце. Обратно пропорционално од миграцијата на село-град, вие од град назад во село. И во првиот налет, што ви даде верба, што ви даде мотив и што ви дава сиве овие години дека донесовте вистинската одлука? Па јас студирав еден период тука во Скопје, нели живеав, да не патувам ковано во Скопје. И никогаш не се замислав дека ќе го живеам ова што денес како живеам реално. Студирав градежен факултет. Меѓутоа не беше тоа нешто што ми исполнува реално да го работам ден денес. Кога родив Анастасија, нели, се сечувавме ние двете, бев посветена максимално на неа. Меѓутоа, моите родители 20 години реално се занимаваат со земјоделство, со одгледување на кокошки, на свињи, претежно домашни животни. Вие сте растени во таа атмосфера, во тој амбиент? Јас сум растена, јас имам завршено основно училиште во село Четирце, во Табановце, после продолжуваме до 8 оделение. Така да јас од почетокот на моето, да речем, детство знам како функционираат работите и ништо не ми е било ни тогаш тешко. Имало периоди кога сум ми помагала и на мајка ми, на татко ми, и на нива, и со татко ми, претежно со татко ми. Сте го пичеле занајат? Да, уште од мала. Уште од мала. Така, бев другар на татко ми, со хранење на животните, со чистење, буквално нака со него другар, како машко и неку две сестри сме, па јас бев машкото. Како беше ти си ќерко, татин син? Баш така, да. И онака мајка ми имаше реално повеќе јајца за продавање, има некои здравствени проблеми, јас решив викам да не ги продава она на пазарче. Јас веќе знаев, завршив дигитален маркетинг и од тука идејата да се пласираат производите на Facebook и на Instagram. И од тука си почна нешто да си тече, да си ги продаваме производите и до ден денес е така. Дури е малку чудно беше за моите родители, зашто не се научени на така. Не се научени. Ти сметаат дека треба да се продаваат на пазар, кој што е нивното секојдневие, нивните обврски секојдневни, делото од обврските секојдневни, но повеќе од било кога органското производство има на цена и органското производство е барано. И можеби е одлично време, одлична прилика и начинот преку социјален медиум повеќе да бидете достапни до граѓаните, да може да дојдат до вас. Што ви велеа кога решивте да си отидете од Скопје и да се вратите во село? Ќе сгрешиш? Ќе сгрешам, искрено, секогаш, мене ми е чудно кога се вратив во село, јас секогаш бев во село. Не знам, не го доживам момента дека пак се вратив во село. Само едноставно одлучив да се занимавам со нешто што може потајно сум го така тргала на страна, а од секогаш ме интересирале животните, од секогаш некако мир го наоѓав таму кај нив. И ден денес кога јас работам тука во Скопје на достава, јас ја правам доставата на производите во Скопје и кога ќе се вратам таму, тоа е нешто што мирот и што ми исполнува едноставно. Нешто што во светот е многу популарно и нешто што е тренд е да се избега од градската средина и да се живее во приградски населби. Кај нас некако многу споро, многу предрасуди околу руралниот начин на живот. А колку плодна почва имаме? Па Македонија е многу плодна
почва реално и плодна и со вака мозоци човечки што ни бегаат на страна. Тоа па друга тема. Да. Плодна почва и треба максимално да ја искористиме, иако сме многу увозно зависни, што нема потреба реално. Од Струмица до Куманово сме ептен плодна почва. Мене искрено бидам реална, на почетокот сите ми се смеја. Вака женско да продава производи, да пласира, зошто чека да си најдам некоја нели друга работа што реално може. Ете ги предрасудите. Да, искрено, особено моите кумановци. Зошто нели треба нив да им биде поблиску? Па некако таков менталитет сме ние тука, мислам, во Македонија, дека не си го подржуваме тоа што е наше и блиско. За жал, да. Сега не е така, сега, например, не е така. Да, полека се рушат предрасудите, но можеби нашата активност треба да биде малку и повеќе проактивна, за да ги повеќе да ги минимизираме таквите коментари. Кога споменавме дека ни е многу плодна почвата, што треба да знаеме доколку сакаме да се занимаваме со земјоделство? Вие имате и одгледувате и живина, исто така верувам дека има правила кои што мора да се почитуваат. Па сега ние на пример одгледуваме пченка, пченица, се она што ни е потребно за добитокот што го имаме. Во конкретно за Куманово ние сме плодна ептен земја за пченка и пченица, и тоа се нели се раѓа во нормални количини, се зависи нели од временска од времето дали имаме киша тогаш кога им е потребно на културите, исто така лозија, тоа е доста особено во нашето село. Меѓутоа ние конкретно имаме свињи и кокошки. Нешто што е најпотребно за нив се пченка, пченица, јачмин, овес, рж, мешавина од тоа ние го прави татко ми и тоа го нели даваме на кокошките. Важно за културите е многу каква ќе биде годината, односно што ќе ни даде до Боже одгоре. Реално, што не секогаш е добра година и добри приноси, меѓутоа ние имаме во селото луѓе кои што дополнително нели си сеат, па ни го тоа продаваат на нас и така комбинираме. Годинава, окей, мислам има сега и дожд и окей, мислам дека ќе биде добро, меѓутоа тоа јуни месец ќе биде така. Да, жетва ќе биде на пример јуни месец обично почнува и мислам дека ќе биде добро затоа што и преку целата година од септември до сега така е окей. Сега кратко краси делото. Крајот го краси делото. Велите дека ништо не ви беше ново од работните обврски, од мала си ги знаевте. Подобро како ви почнува денот, како ви завршува, од видеата кои што ги гледавме и сликите кои се обидовме, ги подготвивме, само со воодушевување ги гледавме. Па мојот ден искрено почнува рано и се трудам. Во колку часот? Кога велиме со кокошките, јас со кокошките се будам, вие исто. Да, исто и јас се будам, нели се средувам и сакам да имам барем половина час за себе, на едно кафе да испијам сама со себе, затоа што денот ми е долг, и со нели јас сум мајка на Анастасија, која морам да се ја поздравам оваа прилика. И за тоа сакам да зборуваме, мајте. И рано почнува со моите правиме план кој што ние генерално ги имаме делегирано обврските и кој што како работи. Иначе не може. Татко ми е повеќе ориентиран за свињите, јас и мајка ми кокошките, ги храниме, им чистиме. Јас правам. Има многу обврски? Па реално, па има, да. Вака кога ќе кажеме чување на кокошки е многу едноставно. Им даваш храна и заминуваш. Меѓутоа не е тоа така. Значи и тие си бараат нега, и тие си бараат внимание, па и тие се разболуваат, па треба се лечат, нели кога се разболуваат, па умираат. Колку вака од страна не ги знаеме работите и изгледаат многу едноставно. А колку во суштина има работа и мора секојдневно да ви бидат поделени обврските за да може да биде денот исполнет. Вие произведувате и ваши работи, месите, готвите, тоа дополнително се е македонско производство и се е домашно. Па да, и тоа е се приготвено онака свежо. Значи... сега, која е разликата кога ќе вкусиме домашно и од нашата почва? Се забележува ли веднаш? Бојата ли е поинаква? Ајде, значи, и за јајцата може да збориме. Велите веднаш се забележува. Како се забележува? Па има луѓе кои што купуваат јајца, да речеме конкретно за јајца во маркет.
и константно јадат од маркет јајца. Сега кој ќе ми однесам наша јајца, стварно има многу голема разлика. Не е само разликата во бојата на жолчката, што особено луѓето знаат да ја прават тука разликата. Разлика е во белката. Нашата белка е дури жута. Жолта онака. И е многу густа. Значи, а по бојата вака кога ќе го видиме јајцето се разликува? Да, тоа е разлика, се разликуваат. Ние имаме жолти, бели, боја на крем, имаме зелени, сини. Дури на некои им тоа им е чудно, кои што не виделе такви јајца, тоа се природни јајца, значи ништо специјално кокошките не ги храниме, сите јадат иста храна, меѓутоа само е во разлика во раса на кокошките. Имаме повеќе раси на кокошки. И колку раси имаме? Па многу има раси на кокошки. Ние моментално имаме некаде 5-6 раси на кокошки, конкретно ова раса. Не сум го знаела. Да, оваа раса е се вика араукана, која што носи сини и зелени јајца. И што ги видовме на фотографиите. Да, тие се. Да, ја споминавме Анастасија, 7 годишната ваша ќерка, вилите круната на и мотивот за сеуна на крајот од денот, што и да правиме, колку и да вложуваме, да работиме, тоа е мотивот за нив, за децата, се правиме. Како таа се прилагоди во новите услови? Оти вие буквално оставивте се, велите Анастасија ја држа во едната рака, куферот во друга рака и сама заминав во сеуна. Баш така, куферот во една рака, Анастасија во друга, меѓутоа жените ние сме многу силни и кога нешто како зацртаме, особено ако детето е за едната рака, го држите. Тоа е тоа. Значи не постои, јас вака викам, не постои пречка која што нема да ја скокнеме. Така беше и со мене. Решив, одлучив дека за неја ќе направам се и ќе овозможам едно така пристојно детство. Јас имав многу убаво детство, раснев на село и таа расте на село и не знам, најубавото за една мајка е кога ќе го види детето задоволно и срекно навечер. И насмејано. И кога ќе ми каже, мамо, многу те сакам и многу сум срекна за тебе. И на крајот на денот што и да правиме и финансискиот дел заминува, меѓутоа треба да бидеме срекни и задоволни самите со себе, па да бидат нели другите задоволни со нас. Да, и патувањето по 40 километри секој ден натаму наваму, 80 на ден, не се проблем? Па не се проблем, еве искрено за мене, јас решив да вложам во неа и не постои нешто што ќе ме тргне од тој пат, утре може ќе сака да студира во некоја друга држава. Утре можеби ќе сака да го продолжи трудот кој што вие го правите, го продолжувате на вашите родители. Многу малку зборуваме за младите во земјоделството, но почнавме за среќа да зборуваме колку жени имаме, рурални жени, кои што и ги тоест ќерките ги наследуваат мајките, и тоа е добро и особено ме радува дека тоа се случува и некој тренд во моментот. Што вие ќе препорачате? Велите, кога се подготвувавме за разговорот, ми велите има и лоши моменти, не се сите толку убави. Ама и во Скопје има лоши моменти, не се сите толку убави. Тоа е нормално. Секаде има и добро и лошо, и во село има и добри и лоши луѓе, и добри и лоши работи, тука у град тоа е се исто. Меѓутоа јас само можам да им препорачам, особено на мајките, оние самохрани мајки или пак родители, никош да не се откажуваат од својата цел. Мене работата на село не ми е наметната од мои родители, туку ми е прифатена затоа што сум сакала тоа да го правам и стварно ми исполнува и тоа веќе луѓето го препознаваат. Не е нешто што јас го правам така рандом ради реда од финансиски дел. Го правам тоа, нели, пасите, работиме за пари, меѓутоа тоа е нешто што стварно сакам да го правам и мислам дека ќе го правам додека сум жива, а дали Анастасија ќе продолжи поставките на мајка и нека е само жива и здрава и ако продолжи јас би била многу среќна и исполнета, меѓутоа и ако тргне по некој сосема пат друг, мене нема да ми биде проблем тоа. Гледајќи ве вака, не треба ни да ве прашам дали би препорачале да се вратат луѓето кои што заминале од село и да вложуваат во
своето, особено ако имаат свое останато од родителите, и да продолжуваат работа на родителите. Вие сте ми инспирација, вашата животна приказна особено, и благодарам Сања што имав можноста да ве запознам и се надевам дека ќе ви биде, како велат, солесно работата. Ви благодарам. Поздрав до родителите, се разбира. Поздрав до мајка ми, до татко ми, бидејќи да не ми се тие реално ништо нема да биде од ова. Реално тие многу ми помагаат, многу работат и секоја час првенствено за нив. Благодарам.